Благодарам. Почитувани колеги пратеници, почитувани представници на владата, почитувана јавност. Вчера овде во Македонското собрание се случи ратификација на договорот за партнерство за реализација на инфраструктурни проекти склучен меѓу владата на Република Северна Македонија и владата на Обединетото кралство на Велика Британија и Северна Ирска. Напоменавме и вчера, сметаме дека е преседан да меморандум биде ратификуван како меѓународен договор и на вчерашната седница се дискутираше и се бара одговори на повеќе прашања, како за правата и обврските, така и за правната заштита и најбитното финансиските импликации за граѓаните. Власта не само што ја турна земјата во ново задолжување, тоа значи и задолжување за новите генерации и суспендирање на нормите и законите. Бидејќи граѓаните имаат право да ја знаат вистината, најпрво имам две пратенички прашања до министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска. Министерке Кочовска, знаеме две работи. Прво, знаеме дека одобрената рамка за задолжување е 6 милиарди евра или приближно еднакво на буџетот за 2025 година од 6,5 милиарди евра. Второ, знаеме дека ќе биде проектно финансирање, но не знаеме кои се другите услови, колкава ќе биде каматната стапка, како ова задолжување ќе се рефлектира врз јавниот долг. Граѓаните заслужуваат јасни и прецизни одговори на овие прашања и граѓаните мора да знаат како ова задолжување ќе се рефлектира на нивната иднина. Во едно ваше интервју рековте дека изборот на фирми од Обединетото кралство, што ќе градат проекти во државата од овие 6 милиарди евра, ќе се прави врз основа на Законот за јавни набавки. Како што рековте, ве цитирам, има јасни одредби што се случува при вакви договори влада со влада. И додадовте дека нема да има само една, туку повеќе понуди од фирми согласно Законот за јавните набавки. Но она што вчера помина во собранието друго кажува, па прашање е дали ќе важи Законот за јавните набавки или сепак нема да важи. Имено членот 2 од договорот предвидува, цитирам, учесниците ќе работат заедно на идентификување можности за финансирање на проекти, вклучително од УКЕФ. Дали финансирањето ќе оди целосно од УКЕФ или од комерцијални банки за кои УКЕФ би дал соодветни гаранции? Ова е многу значајно прашање затоа што се работи за договор влада со влада, повторувам. Во членот 2 став 2 од овој меморандум, што вие го нарекувате договор со владата на Обединетото кралство, се наведува дека ќе се олесни запознавање со британски деловни субјекти за поддршка на реализацијата на проектите. Јавноста треба да знае што значи оваа одредба, за какво запознавање се работи, дали такво запознавање веќе се случило и за какво олеснување од страна на британските деловни субјекти станува збор. Дали овие деловни субјекти се предефинирани изведувачи, што е во спротивно со тврдењето дека ќе се користи Законот за јавни набавки, и знаејќи ги основните начала на Законот за јавни набавки за конкурентност, фер пристап и транспарентност, не може да има конкурентност на предефинирани деловни субјекти. Во членот 3 стои дека учесниците заеднички ќе работат и заеднички ќе ги истражат можностите за финансирање на приоритетните проекти, таксативно наброени во анексот А, тоест дека за секој поединечен проект дополнително ќе има финансирање, вклучително од комерцијални банки. Што значи оваа одредба? Дали се веќе предодредени фирмите, односно компаниите? Особено што финансирањето се одвива преку УКЕФ, чии услови подразбираат дека минимум 30% од вредноста на финансираните проекти оди кај британски компании или како плаќање во Велика Британија. Како владата ќе обезбеди доследна примена на Законот за јавните набавки, кога однапред се знае за кои компании ќе бидат вклучени во реализација на проектите?
Значи, со овој меморандум, договор, спогодба, како сакате, крстете го, де факто ќе се суспендира Законот за јавните набавки, кој предвидува конкурентност и транспарентност. Моето прво прашање до вас е следното. Дали на овој начин владата со овој меморандум или договор, како сакате, целосно ќе го суспендира Законот за јавните набавки? И второто прашање, кое што е поврзано со првото прашање, дали се веќе познати фирмите што ќе бидат ангажирани за реализација на проектите, кои се тие и зошто не се соопштени во јавност? Имам уште едно трето прашање, кое што сакав да го поставам до министерот за транспорт, но бидејќи не е присутен тука, е врзано со делокругот на работењето на Министерката за финансии, може да го одговори и таа. Како што напоменав и претходно, се уште немаме одговор кои се условите за вчерашното задолжување. Немаме како граѓани пред се никаква информација колкави се каматите, нема информации кои се роковите, не се знае кој и како ќе се спроведува контролниот механизам. Пластично кажано, тоа е како да се оди во банка, да се земе кредит и да не се знае колкава е ратата, колкава е каматата, дали може да се дозволите да плаќате соодветна рата во тој месец и колку ќе плаќаат и следните генерации. Затоа што оваа рамка, како што е предвидено, не дава пари, туку овозможува користење на кредитниот рейтинг за да се преговара со комерцијални банки и наместо еврообврзница се оди со билатерален договор влада со влада. Значи, ќе има комерцијални извори кои допрва ќе се бараат. Ќе има британски фирми, логично е тогаш дека и македонските компании ќе бидат подизведувачи, но сепак не ги знаеме условите. Овој документ е формално представен како договор, а во суштина е меморандум, но содржи одредби кои отвараат пат за склучување на финансиски договори со директни обврски врз буџетот и јавниот долг на државата. Овие формално правни импровизации всушност ја кријат намерата да се заобиколи собраниската контрола. Моето конкретно прашање е под кои услови и под кои каматни стапки ќе ги задолжите идните генерации, а во врска со меморандумот кој што вчера се ратификуваше во собранието, и дали за ова веќе имате одредени информации за да ги споделите со јавноста. Благодарам.